Денес во ова видео ќе ги разгледаме петте генерации на компјутерите. Компјутерите од првата генерација се оние компјутери кои што биле огромни, зафаќале доста голем простор во просториите, користеле електронски ламби и стварале голема жештина. Иначе тука представник на оваа генерација е ENIAC. Овој компјутер имал 17468 вакуумски цевки, 7200 кристални диоди, 1500 релиња, 70.000 отпорници, 10.000 кондензатори и околу 5 милиони рачно лемени споеви. Компјутерите од втората генерација се оние компјутери кои што користеле транзистори. Биле поевтини од компјутерите од првата генерација, биле помали, трошеле помалку енергија, имале магнетни дискови, меморија слична на денешната. И во овој период почнале да се развиваат програмските јазици. Сега, прв компјутер кој што се појавил со транзистор во оваа генерација е компјутерот наречен Радик, кој што се појавил во 1954 година, кој што бил направен од страна на Bell Labs. Ако спомнав дека имале магнетни дискови, тука треба да се спомни и компјутерот Ramac 305 од 1956 година, кој што доаѓал со првиот хард диск. Третата генерација, компјутерите веќе користат така наречени интегрирани кола и тука тие се помали од компјутерите од првата и втората генерација, но се и доста побрзи. Веќе во овој период започнал да се развива и оперативниот систем. Инаку, првиот оперативен систем се развил некаде околу средината на 50-тите години. Иначе, првиот оперативен систем бил GMNAA и X-O за IBM 704 во 1956 година. Четврта генерација на компјутери се оние компјутери кои што имаат микрочипови. Нив ги нарекуваме персонални компјутери. Некои велат дека 1975 година е направен првиот персонален компјутер од Apple. Но првиот персонален компјутер е друг. Тоа е Altair од 1974 година, кој што го користи Intel 8080 процесорот. Кога спомнавме дека тука се користат микропроцесори, дека се нарекуваат персонални компјутери, па ред и да се спомни првиот микропроцесор, кој што е направен од страна на Intel во 1971 година, кој што го носи името Intel 4004. И петтата генерација на компјутери е базирана на вештачката интелигенција. Тоа беше се за ова видео. Чао!